Со низа навреди кон медиумот, погрдни зборови за менаџментот и неосновани обвинувања за сомнително финансирање. Вака реагираше рускиот милитант Андреј Родионов, кој, како што објавивме, честопати престојува во земјава заговарајќи словенско единство под руско крило, а учествувал и на нелегалните пагански обреди на Водно. Тој на својот Facebook профил, од каде може да се дознаат најмногу информации за него, ја споделил сторијата на еден ТВ со забелешка. Телевизијата финансирана од Сорос замени и нашето руско-словенско движење, објави лажен, провокативен филм кој ја дискредитира вистината, за да не дискредитира во очите на македонскиот народ. Сепак македонците знаат да ја разликуваат лагата од вистината, ме познаваат мене и нашето движење. И овој црн пиар е пиар преку кој македонците научија за нас, а веќе многумина ме контактираа. Штом непријателот сака да ги оцрни нашите дела, знаеме дека сме на вистинскиот пат. Славјани, не заборавајте, сојузот со Русија и незиниот народ е сојуз на Бог и вечен живот. Напишал тој во објавата и споделил насоки до личниот профил на сопственикот на еден ТВ. Но одговор на прашањата кои ги испративме лично до него и Сдруженијето Русов се уште нема. Не одговорија ниту дипломатските представништва на Русија во земјава, а дали се запознаени со активностите на Родионов во Македонија се уште чекаме одговор од МВР. Последниот негов престој во Скопје е регистриран минатиот месец кога се фотографирал со тотемите на Водно, а се сретнали со лица познати за јавноста. Меѓу нив и Стефан Влахов Мицов, контраверзниот универзитетски професор кој беше исклучен од партијата на Бачев од неколку причини, меѓу кои и заговорот за формирање партиска паравојска. Влахов Мицов бараше извршниот комитет да донесе одлука за формирање на воено крило во партијата, иако знаеше што се е потребно за такво нешто, но инсистираше барем да имаме одлука. И сега станува јасно дека доколку имавме таква формална одлука, тајната полиција ќе имаше законска основа да го уапси целото раководство на Единствена Македонија. Родионов на Водно учествувал и во неопагански обреди пред тотеми на словенски богови. Двајца верници во комуникација со еден ТВ си дадоа заслуга за нивна изработка и ги објаснија своите верувања. Признаа и дека честопати ваквите движења се злоупотребени во полза на така нареченото руско влијание. Сепак, таквите обреди се нелегални, бидејќи ги спроведува верска или религиозна заедница која не е регистрирана во земјава. При секоја регистрација пред основниот суд кој е надлежен тука во Скопје, тие доставуваат и опис на изворите на своето учење. И не само тоа, ти даваат и опис на начинот на кој што богослужат, на видот на обредите и на сите начини и методи како ја практицираат својата вероисповед. Од таму судот цени дали истото е во согласно со узансите, со обичајното, моралното право, но и со правниот поредок на нашата држава. Родоверството како неопаганско верување организирано делува во Русија, Полска, Украина и Бугарија, а неговите корени според одредени истражувања водат до советските власти кои во 50-тите години од минатиот век финансирале обновување на славјанска култура како дел од антирелигиозната кампања. Дека делувањето на овие здруженија е општествено-политичко, а не религиозно, потврдува и самиот Родионов кој освен во Македонија слични активности спроведува и во соседна Србија.